Драги мои, добро вечер. Добре дојавте. Ова е првата емисија на Јаде Бурек во 2017 година. Се извинувам поради подолгата пауза, од оправдани и неоправдани причини, малку земав подолг одмор. Се надевам дека интензитетот на и фреквенцијата на Јаде Бурек ќе биде задоволителна во наредниот период, бидејќи знам, сите сме дома, не е многу за шетање времето, телевизорот ни е најдобриот пријател. Но телевизорот е добар пријател ако сакаш да го гледаш она што го сакаш. За жал, кога ќе отвориме она што се случува со нас, со нашите, со блиските, и не е баш весела приказна. 2 години се тормозиме. Се надевам дека 2017 конечно ќе биде година на разрешница. Многу работи се случија последниве месеци и верувајте, тешко ми е, ве слушав со денови, со месеци, разговаравме и преговаравме, изнесувавте разноразни мислења за тоа зошто е вака како што е, што се случи, како се случи, од каде се случи и доаѓаме во една сосема нова состојба. За да можеме утре и натаму да разговараме, нам ни требаат сериозни анализи сега, ама не на дневна база, туку анализа периодична, квартална барем. Затоа го поканив господинот Никола Србов, со кого ќе поразговараме или ќе се обидеме да направиме еден мал час по анатомија на политичката состојба во Македонија. Господин Србов, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер, Јанко. Честито празници, се најубаво, тебе и семејството, како и на гледачите. Некако еуфоријата од празнициве ни помина изборите, но јас сум па човек емотивец. Она што се случуваше оставало трага и ја одеднаш сега се чудам како се менуваат дискурсите на политичките пораки, на партиите, од после се она што ни се случуваше. 2 години крвариме овдека. Ние стварно немавме ровови па да пукаме и не се палевме, ма ништо помалку војна не водевме за обстанок на земјата. Ние имавме ситуации каде што ние по цела ноќ граѓаните беа загрижени што се случува со Македонија, како да ја губевме земјата низ прсти од, не знам дали тоа било ДЕК, дали тоа било од ова, дали тоа било со изборниот инженеринг што се направи многу очигледен. Евете му, ајде да почнеме од предизборието, бидејќи 2 години знаеме шаренава револуција какво мрцварење ни предизвика заради борба за правда. Одеднаш, еве ја сега исчезна. Нема муабет за борба за правда, шарените си влегоа на изборни листи, сосема се смени дискурсот. За мене тоа не е еволуција на став, за мене е тоа шизофренија, бидејќи еволуција на став ти треба некоја декада. Ова е за месец дена, одеднаш од револуционери стана естаблишмент. Ми се превртува. Изматериализираа тоа што го правеа. Ајде молам објасни ми. Ајде објасни ми и мене и на гледачите како го гледаш. Јас пак ќе се вратам на студентските протести кога формално започна се. Студентските протести ги зборевме минатиот пат, да не се повторим, кои беа киднапирани. Тоаш вадеа пароли не за книшка, туку за индекс. Велеа дека книшката е нешто срамно, дека членство во партија е нешто срамно, дека тие што членуваат во партија немаат свое јас, дека се не знам, некоја аморфна маса која им кажуваат што треба да прават, како треба да прават, немаат они свој став. И така натаму, за после тоа истите тие луѓе кои ги предводеа тие протести и кои ни го говореа тоа најгласно, да земат нели книшки од Социјалдемократскиот сојуз, ја верувам дека и претходно ги имале, но не се тоа на страна од која ги имале, и да си влезат на пратенички позиции во собранието на Република Македонија како пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, да кажам, перверзна ситуација, од тоа нема. Младината е да земеш, да искористиш како, да не бидам вулгарен, онака, за една употреба да искористиш младината од која најмногу се очекува за оваа држава да опстане, за свој личен интерес, ти да станеш пратеник, и притоа сите пријатели претходно нели да ги заборавиш, и од друга страна Социјалдемократскиот сојуз да искористи младината со цел да искреира една слика која ќе треба Македонија да однесе во поопасни води отколку да би ни се случила нас класична војна. Во 21. век, верувате, многу е поопасна оваа војна во која сме ние, отколку класична војна со тенкови, со авиони, со пушки и со бомби.
тенкови, авиони, пушки, бомби сме гледале низ историјата и евене пак сме тука. Значи сме ги преживеале тие премрежја и ние сме повторно овдека. Но никогаш не сме биле но под ваква специјална војна до сега ние се немаме најдено. Многу поопасна е војната кога за држава како Македонија и држави кои се на Балканскиот полуостров, на кој многу им е важна меѓународната поддршка, многу е поопасна војната кога имате една структура кои за вас создаваат пред меѓународниот фактор една погрешна слика. Таа е многу поопасна војна. И тука можете да буквално да кикснете и да исчезнете како држава, да ве снема. Без испукан куршум. Без испукан куршум. Имаше еден аналитичар албански или што и да беше, не знам, пред 4-5 години, знам, го гледав во една од политичкиве емисии, кој стануваше збор, тоа беше, мислам, дека пред признавање, пред Косово да ја официализира самостојно независноста, нели? И тука имаше срби и албанци кои си ги спротивставуваа ставовите. А збориш за онаа дебатна емисија на албанска телевизија? Не, ова беше на наша телевизија, сега не е добро, се извинувам. Каде што албанецот, знаеш, за македонскиот дел вика во Македонија, вика нема да се бориме повеќе, тоа што беше 2001, какво и да беше. Македонија вика ќе ја добиеме со пенкал. И да го гледаме ние тоа денеска. И се знаете што е проблемот? Аз неколку пати имам повторувано. Не е проблемот ке албанците. Имаат легитимно право човек да си бараат што си сакаат. Значи нивно си е. Секој човек си бара што си сака. Проблемот е кога имате вие внатре човек кој им отклучува вратата и ги пушта да ви влезат во куќата вака најгрубо кажано. Добро. Еве вака. Бидејќи нема ова да биде, нели, нема да биде прашање одговор, класично интервју, туку разговор. Нормално. Очекувам да се вклучувам малце повеќе и јас во ова. Значи, не ми е јасна една ситуација. Не ми е јасна, имам некаков став, ми интересира да испровоцирам одговор од вас. А за ова се работи. Го прогласува лидерот на опозицијата за ваков, таков, онаков, со многу атрибути. Но, тој човек, така како што е, инструментализиран или не, успеа да ангажира огромна армија на луѓе. И од албанска страна, и од македонска страна, а пред сека и млади. Да еден таков човек, јас сум дете од 103-ка, ти си дете, знаеш од кој андерграунд си бил, тоа е просто неверојатно. Таков лик, не он лично како личност, туку таа позиција на такво нешто, да стане авангарда. Интелектуална младина да стои пред него и да ги слуша неговите говори, значи, да биде авангарда. дегутантно било за било кој, мислам така. Апсолутно. И се одеднаш ги гледаме на Твитер и така натаму и така натаму. И уште продолжуваат со тоа. -7, што мисли држава? Или такви некои се уште, знаеш, она у инерција на лудилото. Иако гледам дека тоа студентско средношколско движење спласна. Бидејќи децава не се дебили. Они си ги проценија. Не се свртеа против своите лидери кои до вчера ги излегуваа за ова, но веќе не се ни со нив. Апсолутно. Прво, иницијалниот момент, значи, ја немаат, веќе им опадна брзината, опаѓа, нели, со време, акција, реакција, веќе нема никаква реакција. Нема ги нигде. А лидерите нивни се на изборни лист. Како успеа, ми интересира, дали е вистина дека тоа успева со перење мозок, со пари, или е комбинирана работа едно и со друго, затоа што ова со перење мозок и пари треба да го пресликаме и на 80.000 купени или 70.000 албански гласови кои гласале за партија во која нема албанец. Тоа ме интересира. Што мислиш? Мислам дека Заев немаше тука некоја клучна улога, тука има невладините организации кои се периодов актуелно да се збори за нив, сите знаеме, кои се финансирани од Фондацијата Отворено општество, сите кои се под капата на Сорос. Младината тие ја мобилизира.
преку најразлични здруженија, екоздруженија, не знам, проекти вакви, такви, образование, евроинтеграции и така натаму, тие ја мобилизира младината за да влезе во редовите на Социјалдемократскиот сојуз или да го даде својот глас за Социјалдемократскиот сојуз. Креира слика за ВМРО ДПМН дека таа е конзервативна партија, дека демохристијанска партија, дека таму сите се, не знам, ретроградни, назадни, што тотално не сендвичари, не бањати на да, тотално нешто што знаеме реториката. Значи, еве, ако да се земам јас, ако ме сметаат мене, еве, ако ме стават во кошот на ВМРО ДПМН, ако ме сметаат за таков, онда окей, да видиме кој што правил низ годините, нели? Кој е авангарда, кој не е авангарда. Значи, со задоа ќе младината една таква слика и успеа да ја мобилизираат преку тие невладени организации. За албанските гласови, 70.000 албански гласови да добиете, не ви требаат само пари, ви требаат и добри ветувања. Ви требаат ветувања. Ви требаат ветувања за надградба на рамковниот договор. За, не знам, двојазичности, кантонизации. Мене не ми се јасни нашите сограѓани албанци како може да паднат на таква фора, да ја кажам. Значи, што му менува на албанецот во неговиот живот, ако во Берово официјален службен јазик е албанскиот? Или во не знам, во Делчево, во Струмица, во Дојран. Што му менува во животот? Чувство на моќ, надмоќ, power. Ја го разбирам Груевски која ќе рече животот ќе се подобри со 180 фабрики. Не, малце ние ја утнуваме повторно психологијата на луѓето. Од падот на Југославија наваму, Никола, дојде како се викаше? Анте Марковиќ. Кога дојде со 5 милиарди да обстане Југославија, еве ви камен. Сите нормално, нели, ќе исперцепираш, ќе викаш, дај еве камен ќе има. Паралелата ти е одлична. Втора работа. Одлично. Втора работа. Како пред очи се случува таков инженеринг логистички толку обемен да нема приметување. Латас овде ден пред избори седи и вика нема шанси. ВМРО ДПМН кога разговарав со луѓе, сите беа убедени. Значи пред очи нешто ви се случува, им се случува, они немаат податок на терен што се случува. Заев тоа сам не може да го направи. Швајцарија, дури и диаспората сама не може да го направи. Ахмети, колку што имам впечаток, абер немал дека му се дешава ова на терен. Ахмети беше непоразен. Бидејќи највише го изеде. Како се изведе ваква, знаеш, сега ќе речеш, Сорос невладени, пази, пресериозно е и преголемо е. 80.000, ти значи можеш да поминеш околу 200.000 луѓе, бидејќи пола ќе те отфрлат. И сето тоа да не го дознаеш. Единствена работа е, повторно не дозна. Дали се сеќаваш пред некоја година екзодусот, пред да почне мигрантската криза, летото, пред 2 години, зимото имаше екзодус голем косовари кои си заминаа масовно. Новинари од Дневник, јас следев, новинари од Дневник отидоа таму, зошто идете? Никој немаше, не успеа да извлечат таква затвореност, човече, како да се работи за друга раса, неверојатна каква логистичка, никој не им кажа од кај им стигнало, кој им кажал, а тоа е инженеринг, бидејќи македонци не можеш да ги натераш, срби не можеш да ги натераш, бугари не можеш да ги натераш на таква масовност, па дури и да си им ветил по 1000 евра. Ова е малце поинака ситуација. Како успева тоа да се случи на терен? Дали имаш некакви такви сознанија, мене ме интересира, како успева, како пред очи? Ако има сознанија, немаше да се случи тоа. Не, еве сега постизборно, како се одвивало? Кога зборуваме за Сорос, немојте да сваќате тоа дека не е сериозна работа. Значи, тоа е пресериозна работа. Господинот Никола Груевски кажа дека има индици дека Сорос бил вклучен или знаел за прислушувањето додека тоа се одвивало. И дека имал контакти со одредени држави, како што каже едната во Европската унија, другата не е во Европската унија. Затоа кога говориме за Сорос, ке нас малце се
се изрелативизира тоа од нивна страна Сорос, но тоа е премногу сериозна тема. Не е тоа туку така. Значи Милчин, орденот на Косово, сето тоа е поврзена, Рама и така. Сето тоа си е поврзано. Ај како се поврзува сето тоа? Финансиите кои ги пушта Сорос во Македонија, колку се? 6 милиони годишно евра. Ама тоа само од Сорос. Само од Сорос. Кај се од USAID, кај се од холандска амбасада. Холандска амбасада и така натаму и така натаму. И знаеш, народот кој ќе му каже 6 милиони евра, онака па као, не 6 милиони евра, па не се многу. 6 милиони евра за таа цел за која они ги употребуваат во САД, кога ќе направиш разлика на население по глава на жител, ти доаѓаат неколку милиарди евра да се истурат во САД, замисли си, со една намена, неколку милиарди евра да се истурат со една намена, а тоа е да се црни државата или да се црни председателот или владачката гарнитура која е во моментот. Ние имаме инфраструктура на Сорос од 92 година во Македонија. Кој е поентата? Сорос создава некој нов вид на идеологија, наднационална. Значи ние немаме, не е тој единствен милиардер во светот. Ние имаме кој знае колку милиардери. Проблемот со него што он сака да делува политички и има некоја идеја да создаде некоја нова идеологија наднационална. Мене ми наликува на некоја интернационала која сака да ја направи. Сака да ја врати онаа екстремна левица. Значи станува збор за тоталитарист од невидени размери. Сака да брише идентитети. Ти вели отворено општество без граници. Удира по символите на државата. Удира по институциите на државата. Удира по сето она што една држава ја прави тоа што е да биде држава. И што прави прво? Тој не прво удира или влегува или се инфилтрира во левичарските партии. Бидејќи таму може да се не може Сорос да влезе во ВМРО, во Демохристијанска партија. Бидејќи воопшто не се идеолошки не се ни блиску. Значи он прво влегува во левичарските партии, влегува во Социјалдемократскиот сојуз. Како го прави тоа? Прво инфилтрира своји луѓе во самата партија. Потоа се бори за кадровски промени во самата партија. Потоа истуира огромни парични средства во таа партија. На крајот ја спроведува својата идеологија внатре во партијата. Тоа ти е веќе киднапирање на Социјалдемократскиот сојуз, што го гледаме сега. Кога веќе ти од позиција на невладин сектор ќе добиеш формален официјален политички субјект во своји раце кој е патен втор по големина во државата, и ти тек тогаш ја почнуваш борбата против оној кој ти е главен, кој ти е цел, борбата против десницата или против ВМРО ДПМН. И затоа денеска се што прави Социјалдемократскиот сојуз, јас сум убеден дека тоа го прави исто како да го прави Сорос. Бидејќи партијата, го зборувавме претходниот пат, старото членство не си ја препознава. Во таа партија ти имаш нови дечки дојдени, што не ни биле членови вчера до вчера сам или не ги интересирала, не знам, политика. 2 месеца фрлале со боја и протестирали, одеднаш добиваат функции партиски. Се планираат, се ставаат на листи да добијат некакви државни функции. И старото членство, кое беше она претходно, е скроз повлечено, бидејќи партијата е целосно киднапирана од страна на Сорос. Иначе вака накратко сакам да ти кажам од каде го прима ВМРО ДПМН ударот, како што каже и Груевски, не е проблемот Заев. Заев не може, мислам, како кадар да речеме, не може иста игра му се нудеше на Бранко Црвенковски. Не ја прифати. Бранко Црвенковски, човекот за кој можеме да збориме до утре што се има направено на Македонија, ова не го прифати. Не овој Заев се нафати да го прифати ова. И директно удира по државата Република Македонија. Тој мисли дека удира по ВМРО ДПМН, но не е точно. Тој удира по државата. И Груевски вели, не е проблемот во Заев, не е проблемот во СДСМ. Ние не се боревме против нив, ние се боревме против многу поголеми играчи кои имаат интерес на целиот Балкански полуостров.
тие големи играчи кои нас не теретат за национализам, ја поддржуваат еден етникум или еден народ, да кажеме на Балканов, кој игра најнационалистички во целиот регион. Тука си во право. Еве зошто да кажеме САД ги избра албанците, мене многу луѓе ме прашаат зошто македонците, САД не ги зема македонците или ВМРО ДПМН да биде нивен играч на Балканот. Не сме послушни како они. Не, значи таму има анализа се прави. Значи што му нуди него албанецот? Прво му нуди малцинство во 5 држави соседни. А нашето не го признаваат нигде, добро? Значи му нуди во 4 сарија да кажеме, Грција, Македонија, Србија и Црна Гора му нуди малцинство. Друга работа. Албанците имаат во тој период кога ги земаа по своја капа, имаа најголем наталитет на младо население. Ке албанците се уште жива идејата за голема Албанија. И тоа како? Тие се различна, мнозинството се различна религија од нивните соседи. По тој остав можеш многу полесно да ги вметнеш во конфликт со сите соседи. Бидејќи религијата, ние денеска знаете велиме, вака е така, религијата ке човекот игра многу голема улога. Можеш многу полесно да ги вметнеш во суди. И на крајот албанците го имаа најголемиот антагонизам против србите, кои беа први за дисциплинирање на Балканот. Овие неколку точки дали те асоцираат зошто ги зема албанците под своја капа, а не земаа некој друг народ. Но што со креирањето конфликт? Зошто креирање на нестабилни подрачја? Ја разбирам она римската, колеги, колешки новинари, раздели па владај. Не е тоа толку плитко раздели па владај. Бидејќи разделено не ни го владееш. Што се постигнува? Ја го разбирам Трамп кога вика неќам конфликт со Русија. Бидејќи било кој менаџер, ако ти веќе сакаш да продуцираш работни места и пазар во сопствената земја, тебе ти требаат отворени пазари кај што ќе конкурираш, кај што луѓето ќе имаат пари да купуваат. Значи, политиката што ја води Сорос и што ја водеа Клинтонови, Обама и така натаму демократите, е сосема спротивно на тоа. Наместо стабилизирање на светот и еден економски прогрес кој ќе биде добар и за Америка, они си ја жртвуваат својата земја, го жртвуваат целиот свет, но со која цел? Зошто? Бидејќи дестабилизиран регион не ти продуцира добра. Само ќе те прекинам на секунда. Единствено војниот сектор. Тука не. Тука е многу битната работа. Значи, ајде да видам како го размислуваш. Низ историјата секоја држава, секоја голема држава, кога влегувала во криза, во финансиска криза, започнувала војна. Тоа е факт. Значи, преку војна се излегува од финансиска криза. Или од било каква криза која во тој момент ја засега државата. Која сакате земете голема држава, империја, низ историјата среден век, кога сакате земете, кога ќе била влезена во финансиска криза, се отвара нова војна. Немојте да мислите дека вие на САД повеќе му се исплати Северна Африка или Блиски Исток да бидат мирни, и што ќе пласира таму САД? Ништо. Него му се исплати да бидат разгорени. Јас сум малце наивен и сметам дека она што американецот го произведува, го продава и така натаму, му е интересно да го продава во огромни количини. Тоа е либертаријанскиот Америка така стана great, голема, со тоа што се создаваше пазар, голем пазар. Германија исто, како низината економија експлодира. Пазари на најмирните, најдобрите, најбогатите пазари пласира. И нив им треба експанзија на пазар. И ја се водам по таа логика. Германија е скроз друга приказна. Германија скроз добро, ама и они после првата криза голема го воведоа нацизмот. Еве го. Го воведоа нацизмот и нацизмот беше резултат на Првата светска војна. Не беше беше и за кризата, но беше резултат на Првата светска војна и одлуките кои беа донесени во Версај. Мала дигресија, извини. Добро. Од таму беше воведен нацизмот. Германија е скроз друга приказна, значи германците како народ историски гледано, финансиски секогаш стоеле добро.
Значи ја не знам, не сум ги истражувал толку, но тие луѓе секогаш имале осет за бизнис и нешто да произведат и да направат кеш. И затоа денеска нека не ве чуди зошто Германија не може да биде светска сила како што заслужува. Таа секогаш ќе биде на мета на западот и на истокот. Од секогаш ќе биде делена, цепкана. Значи никогаш нема да биде дозволено да пркне и да стане играч, значи главен играч како што може да стане Германија со сите нејзини ресурси, нејзино знаење, нејзини финанси и така натаму и така натаму. Она има уште забрани за војската кои пред неколку години мислам дека ги отфрлија. Тоа беа забраните од француската мировна конференција по Втората светска војна. Не смееше да, не знам, имаше одреден број на официри колку смее да има, одреден број на вооружување колку да има. Еве како историчар тогаш те прашувам, сакаш да ми кажеш дека една нација, една цивилизација не може да направи да стане да биде голема ако тоа не биде низ војна со развивање на воената индустрија и со па еве Јапонија. Јапонија после поразот кога се повлече и се сврте сама кон себе, едноставно експлодира економски. Го изненади свет. Истото го направи Јужна Кореја, истото го направи Тајланд. Заради поддршката на САД, бидејќи буквално влегува целосно таму. Заради поддршката на САД, Јапонија стана тоа што стана. А Јапонија претпоставам, не знам, али претпоставам уште имаат некои соништа за империјата. Од кај да знам. Што е тогаш идејата? Зошто некаде се игра така како што играат во Јапонија, а зошто некаде се дестабилизира? Зошто Балканот цел да гори? Бидејќи има добра шанса раскрсница помеѓу две цивилизации. Ама све ми е јасно, ја знам од прво одделение таа приказна. Ама зошто да не се стабилизира? Нели стабилноста нема да им прави проблем? Нели они се плашат од Прва светска војна? Ако овде се подкачат како што е во Бугурешкиот договор, нели напишане зошто? Ако е стабилен ќе нема изговор по кој изговор ќе ти влезе тебе во Балканот ако е стабилен Балканот. Што има да ти влагам? Што има да ти носам трупи? Што има да ти го правам бонстил? Што има амерички дипломати овдека да ја водат политиката ако Балканот е стабилен? Значи, им треба нестабилен за да можам да ти играм тебе. Зошто? Со која цел? Што ќе играм? Не му произведувам добро. Ги троши огромни средства. Цело овој простор го контролира. Гледај што се случува во Турција. Турција, 80 милиони жители, со огромна диаспора, не оставаа да стане држава како што има моќ да стане Турција. Зошто? Незиниот греф е дека го држи патот кон Левантот, кон Блискиот Исток. Значи проблем е Русија и Кина. И сега, он за да си има добра позиција на Блискиот Исток, него му треба пат. Ти остај, што имаме денеска авиони, што имаме носачи на авиони, бродови, не знам какви. Тебе повторно ти е потребна територија. И покрај цела технологија и сателити, не знам што, повторно ти е потребна територија, копно, која води до твојата Ама го дестабилизира. Сега нема ни копно, нема ни територија, нигде не води. Беа во Афганистан, беа во Ирак, немаат, пак немаат. На сето тоа, и тоа трае со децени, или се ова инженеринзи на кои се играат со векови за некоја крајна цел, бидејќи ако те разбирам како што идеш вака што ми ја кажеш, нели, бидејќи се опишуваше таа линија од Северна Европа до овдека, до Турција, која се влече, кај што треба новата студена војна, повторно зидот да биде изграден на влијание САД, Русија. И што е целава борба? Само заради влијанието на Русија? Па Русија никогаш немала влијание во Македонија. Нема ни да има. Не ја ни интересира. Многу ми навелат, ама Македонија ништо не покажала. Србија уште помалку и Бугарија, ама русите си имале свој интерес. Русија нема интерес во Македонија. Никаков. Не покажала низ историјата никако. Апсолутно, да. Може би има подобра волја сега со Путин, ама како стратегиски интерес не веру. Нема. И тоа што е најтрагично, новата студена војна е запослан човекот кој доби Нобелова награда за мир. Значи тоа е трагедија. Ја Обама кога дојде, јас од секогаш сум бил приврзан, кога следам америчка политика на републиканците. Но кога го избра Обама, да викам, окей, кул човек, знаеш, нешто ново, ај ќе видиме. Имав некое друго чувство кога го избраа него. Викам, ќе воведе нешто ново, ќе води нека покул политика, полава,
се риспа на човеков да ти биде најкатастрофалниот председател од крајот на студената војна или од крајот на Втората светска војна, кога што човеков започна Втора студена војна. Безпотребно. Види како А Русија нема да има влијание. Русија не ни знае да шири влијание. Значи, Она е дефанзивна, не е офанзивна. глеј, без договор ние Муаветов. Да, Колку брзо се прешалтавме од локалнава политика да мораме на светска, бидејќи ама тоа е целата игранка. Само, што е големата слика? Што е големата слика? Се сретнуваме чат-пат колеги, нели, правиме кафе, ги читаме колумните. Дали била Мирка Миленкова, она ваму и таму, па не знам студена војна. Сите некако се обидувам да ја разберам. Логиката на не пазар, логиката на нестабилни пазари. Како го владаеш теренот кога ти е нестабилен? Кој е твојот профит? Пази, ја разбирам Бонстил, има влијание и така натаму. Тоа се огромни пари. Каде им е ќарот? Ја разбирам да има нафта, ајде некако Ирак, па отишле таму, потрошиле 30 милиарди, ама извадиле од нафтата 50. Да речам, украдено е. Бидејќи ја барам логика. Може би ова нема логика. Мене ме интересира, еве, шпекулирај. Што е целта да се создаде? Откако се создаде БРИКС, ти текнува на БРИКС. Така. Имаме многу зборувано. Кога се создаде БРИКС, САД осети дека ја губи дека е првиот полицаец во светот. Јас и покрај се, се уште верувам дека САД е најголемата сила и дека може да направи нешто корисно за светот, само доколку, нели, зависно која администрација е таму на што Апсолютно. никогаш не сум верувал. Јас секогаш сум верувал дека САД не мрда ни педа од својата политика, но очигледно дека последнава деценија тоа се измести. Значи, откако светов од се претвори во мултиполарен свет, можеме да заклучиме дека САД токму во тој момент сакаше да ја врати своето влијание, својата моќ и ги започна сите овие војни. Види, Тоа е онтолошко промашување, Па Никола. добро, во едно Никола. подрачје кој имаш мир, денеска е пазарна економија. Може да не го расшириш и твоето влијание, некој друг ќе го расшири. Ама ако влезеш со една дивизија, да речеме, у тоа подрачје, ќе го имаш твоето влијание. И Значи- пазарно, и економско, и воено, и какво сакаш, културолошко, секакво. Значи, проблемот Ќе е го имаш. Кина тогаш во целава приказна. Бидејќи Кина го освои светот. Кина не излезе со носач на авиони. Кина не влезе со од труп. Русија зема. Не излезе со трупи нигдека boots on the ground. Значи, почна проблема. Кина го правеше тоа што го правеше античка Грција. Добро, објасни. Со своите производи. Па вака, античка Грција, значи Хелада, хелените, како го ширеле своето влијание? И од каде толку нивното, значи на хеленизмот што го говориме денеска, се расширил толку брзо низ тогашниот свет. Немале, што се вика, храна. Знаеме каква е античка Грција, карпа доле. Немаш таму кај да сееш ти пченица, да жнееш, да правиш, не знам, леп или што ти ја знам. Нема дрва. Затоа паметни, смислиле што ќе прават. Ќе правиме вазнички, ќе правиме украсчиња и ќе одиме ќе ги продаваме во Египет. Таму ќе се цртаме наши богови, наши мотиви. Ќе земаме компензација од тамо, жито, од антички македонци, од античка Македонија, дрво ќе земаме за бродовите. Ова се факти, иако ги кажувам вака се смеам, ова се факти. И така го шират своето влијание. И затоа ние хеленизмот денес го познаваме хеленизмот, токму поради тие ситни вазнички и таа трговска моќ која имале. Хеленскиот јазик бил во тој момент глобален јазик, а глобален јазик значи јазик на економијата, моментална која е. Истото го прави американците. Ти донесам тебе Кока-кола, ќе ти донесам на тебе фармерки, ќе ти донесам на тебе амерички производи и тебе те привлекувам кон мојата кауза. Мојот јазик станува глобален, бидејќи станува јазикот на економијата. И така јас го ширам своето влијание. И сега Кина започна да го прави тоа со своите производи, започна да ги бутка сите пазари. Значи, ценовно Кина гази секаде. Сите фабрики за масовно производство на Соединетите држави
Се пресели во Кина. Се преселија во Кина. И се американскиот работник живее само од социјална помош, од Да. државни дотации. Значи- Америка станува она што некогаш беше Југославија. Никој не работи, никој не произведува, сите имаат плата. Карикирам. Да, добро, окей. Карикирам. Државата повеќе дава од што произведува. Апсолутно. Апсолутно. Тоа е неодржливо. Епа, Тоа епа, било кој затоа- економист ќе ти го Епа, каже. ајде, што ќе направиш во таква ситуација? Еве ти да си председател на САД. Кога гледаш дека ти е у пат позиција си, што ќе И направиш? зар ти се исплати ти трупи на Балкан, да фрлаш пари за дестабилизација на Балкан, на Сирија, на цела Северна Африка, или на таков начин ја спречи Кина да не влезе во Африка? Го спречи незиниот продор, создаваш, пак ќе се повторам, влегуваш со војска, покажуваш моќ. Знаеш ли што значи ти еден носач на авион кога паркира САД во Средоземно море? Апсолутно. Цело Средоземно море Го ќути. владее, да. Го владее, ќути. Така. Русија има само еден носач на авиони, САД има 11. Така е. Русија е дефанзивна држава. Русија максимумот своето влијание го шири во соседните земји, ниту пак тамо. Факт е дека Не изградија таква доктрина за ширење на своето влијание. САД е офанзивна држава и војската е проектирана офанзивно. Незината доктрина е да војува илјадници километри далеко од незината граница и таму ќе ги штити своите интереси, а нема да ги штити на својата граница. А Русија, светска сила, си дозволи своите интереси да си ги штити на својата граница, бидејќи САД дојде да испровоцира, да им мести ракетен штит на незината граница. Ако бараш логика, црно-бела логика, нема да ја најдеш. нема. Не, апсолутно. се Знаеш како, повеќе се фактори- обидувам, повеќе се фактори обидувам го ни игра. шпекулирање, да ги чујам крајностите во ова шпекулирање, значи не барам прецизно со тебе и не треба да има, за да можеме да ги разбереме работите, бидејќи треба уште еден саат да се вратиме на домашната политика, за да разбереме. Така. Бидејќи уопште не е шега со кого ние си имавме работа. Се обидувам само да разберам логиката. Зошто нив им треба дестабилизирање на просторот? Пази, искачаат албанците и викаат ние сакаме, нели кај Рама кога се сретна, албански вика сакаме Македонија стабилна земја. Тоа ќе го збориме, се надевам после подетално. Вака можат ако сакаат да биде Македонија стабилна земја. Ја им се восхитувам на нивната трудолюбивост и унисоност која ја имаат. За 24 сата они можат целиот регион да го видоизменат во најпозитивна смисла. Но очигледно дека они не размислуваат со своја глава, друг е манипулиран или не можат. Ама затоа ти кажав, значи они преку албанците можат да го контролираат цел регион. Не можат со конструктивност да го регулираат. Значи имаат малцинства во 4 држави. Не може да го регулираат преку конструктивност и преку мирна ситуација на терен. И минатиот пат кажав, на САД не е проблем што или ајде сега да не ја земаме само САД. Еве да го кажеме Бели кој беше која спротивуваше таа политика овдека. И на некои други надворешни сили. Не е проблем што ВМРО ДПМН е на власт. Или што Никола Груевски е премиер. Нив им е проблем што имаме стабилна влада. Они не сака и да гурнат Никола, тој го кажавме минатиот пат, еве сега го гледаме, не сака и да гурнат Груевски ВМРО ДПМН. Они сакаат да ја намалат разликата, за да немаме стабилна влада. Ова го слушнав пред 2 години, не ми се веруваше. Да нема стабилна. Ајде го се остварува. Пред 2 години ми го кажа ова. Значи да нема стабилна влада и во таква ситуација ти можеш да играш на терен. Ако имаш ти стабилна влада, кој ќе те пуше да му влагаш ти дома? Никој. И еве, влегува. И што? Што добија со тоа? Русија нема да влијае овде? Па Русија не ни влегува овде. Што правиме? Русија рече дека ќе има влијание во Србија и останува во Србија. Ништо не им успеа на американците да го спреча влијанието на Русија во Србија. Тек во Србија ќе почнува исто според мене вака, дека ова дека шарениве ќе им се случува исто, решени се да го цел регион да го опфатат. Добро, мислиш ли дека таа инерција, тие фрлени пари, колку можат да ја држат таа инерција ако дојде до промена на политиката? Бидејќи Соединетите држави многу тешко ја менуваат политиката, надворешно особено, но имаме најави, повлекување на амбасадори, што е порака
пар екселанс која ти вика менуваме, тоа не значи Затоа дека реков, ќе биде Ова мене најсјајна. ми е чудно како се менува политика. Да, нема да се смени како што некои мислат вака, Да, од утре и сечеме одеднаш, рез. Не. Да, одеднаш Трамп војводо. Тој филм нема да го видите вие. Нема да фати он страна македонска или да се откаже од албанците. За тоа апсолутно. Но единствено се надевам дека нема онаа реченица, нема повеќе насилно да рушиме влади во земјите. Тука мене ми е утехата, дека таму ќе има таква една промена на политиките. И сега ми интересира, сметаш ли дека институција како Сорос, без логистичка поддршка од американската администрација и така натаму, ќе може да продолжи, бидејќи сега Сорос центарот го сели во Велика Британија, каде што Велика Британија со две раце му ја дава поддршката онаа што му ја даваше Америка до сега. Бидејќи ќе ја нема таму. Сорос крива кампања против Трамп, извини што те прекинав. Не, продолжите помалку. Значи крива кампања против Трамп. Гледаш ли која дрскост е тоа? Истиве пароли, иста иконографија што се случуваше, значи истото што го извикува ке нас на улица пред влада или пред парламент кај што протестира, истото го извикуваат во 7-8 амерички поголеми градови. Со исти транспаренти, со ист начин на протест, со огледалца, кревање на бунт на црнците, бил ликвидиран овој или оној, еден бил убиен некој црнец. И сметаш ли тоа дека ќе се зголемува, дека ќе губи во сила, бидејќи сега нема државната поддршка? Дали он сам може и натаму да ги манипулира албанците и да го спроведува на терен, еве конкретно во Македонија, она што го спроведуваше до сега? Дали само 5 милиона негови ќе бидат доволни, бидејќи USAID очигледно ќе има ревизија на вложувањата и до сега нема и сега нема да вложува како до сега. Што е твоето размислување? Еве сакаше за Сорос да збориме многу. Ова се битните работи за Сорос. Види, мислам дека мора да шпекулираме. Дека мора, тоа што го кажи Груевски, мора државата да си ја земе работата во своји раце. Не смеете вие да дозволите еден цел сектор, невладен сектор, кој видовме, сите невладините организации ги глеdaa како онака, тие таму нешто си прават, сега видовме дека се многу моќни. Не можеш еден цел сектор да го оставиш да биде финансиран од едно место и да биде оркестриран од едно место. Тоа е рушење прво на демократијата и на плурализмот. Значи, се расправав со некои луѓе на оваа тема, ке нас, не знам, имало стотици невладени организации, од кои само 65 биле финансирани од Сорос. Зборуваме за невладени организации, само од Сорос, на страна УСАИД. Збориме за невладени организации кои реално работат и имаат влијание во македонското општество. Од сите тие организации кои работат и имаат влијание во македонското општество, 95% се под капата на Сорос. Утре ти и јас да направиме невладена организација и да започнеме медиумски да се појавуваме, да работиме, да го шириме нашето влијание, доколку не сме под нивна капа, ќе не дискредитираат до степен да не сакаме од дома да искочиме. Тука мора државата, како што кажа и Груевски, да си поведе сметка, првенствено, закон за финансирање на невладени организации, од каде доаѓаат тие средства, за кои намени доаѓаат тие средства и дали тие проекти се против државното уредување или против државата. Не можеш ти... ние имаме толку либерален закон, што види некој може за невладени организации утре да префрли 10 милиони евра, овој со 10 милиони евра да регрутира овдека борци, не знам, џихад или што ти ја знам. Значи, видовме за човекот од Мост, кој добиваше пари и тоа си помина глад. Ама не може тоа да остане непроверено, мора да се донесе закон. Значи ја не велам да не влага средствата, с краја било, далеку од тоа. Но зашто? Од каде најпрво и зашто? Друга работа, државата мора да создаде фонд за финансирање на невладени организации. Апсолутно да нема таму никакво влијание, туку тие да си работат по своите убедувања, своето знаење и така натаму и така натаму. Тука е приватниот сектор кој се покажа незаинтересиран за ова. Може да се измени, да речеме, законот, приватниот сектор кога би финансирал невладени организации, да има некои поволности во
даночно во данокот и така натаму и така натаму. Значи може да се направат такви нешта. И на крајот на краиштата во идниот период сериозно ќе се занимаваме со тоа што го прави Сорос и ќе мора Западот да дознае со што се соочува Република Македонија. Како тоа не знае Западот? Па ја мислам дека не знае. Например, види, ти во Америка не знаеш што партија е Социјалдемократскиот сојуз. Даночните обврзници на САД, Јанко, финансираат бивша комунистичка партија. Финансираат партија која произлезе, нели, од СКМ. Финансираат партија која најжестоко се бореше против лустрацијата. Финансираат партија во која се слеа сите кадри од безбедносните служби на Југославија. Значи, против што се бореа, против кое беше најголемото зло за нив, они сега го финансираат. И мора да знаат каде одат нивните пари. Значи, партија која е против лустрација, која има кадри од тајни безбедносни служби комунистички, која е наследник на комунистичката партија на Македонија, која го кршеше ембаргото за Србија, која беше поставено од САД, која одела директно против нивните интереси, токму таа партија ги јаде нивните пари. Сорос е продолжена рака на американците. Сорос терас некоја идеологија, ама никогаш сам. Он зад себе го имаше грбот на американската политика, тоа е факт. Он зад себе имаше и држави кои го помагаат. И он во соработка никогаш не настапил сам. Да беше сам Сорос, ја мислам дека ќе го решевме лесно. Туку за Сорос стоја и некои други големи држави. Сега таа се губи, но ние треба да се носиме со последиците. Сепак, во најголемата, најжестока борба кога се водеше и во Соединетите држави за кампањата на Клинтон, овдека се водеше за гола екзистенција за државата, што да ти кажам. И излеговме, нели, многу интересно беше, господин Србов, ако паметите, нели, кога Заев отиде во Швајцарија, нели, двојазичност, ово, она и така натаму. Пак ние кога излеговме, па тоа не е добро, вака ќе биде, онака ќе биде, не правеа будали. Те правеа деген, дебил, небањац, смрден, сендвичар, дека спинуваш, еве ти зборам конкретно тебе, нема да се ставам себе, иако и јас го јадев тој стап, ама да ти дадам пиетет, дека тоа се лаги, дека тоа се манипулации, никаква двојазичност, никаква менување на устав, никакво тоа, дека се тоа спинови. Дека во нашите глави во нашите глави. Излезе платформата и одеднаш, наместо да речат изедовме бурек, искача Фрчковски и вика, ова е големо разочарување, премногу се мали ова. А Геровски искача и вика, нема поголема, втора поголемина албанска партија, вие СДСМ. Ај објасни ми ја сега платформава постизборно Фрчковски и Геровски тоа што велат дека се премногу мали барања, не се глупави, му отвараат простор на Заев. За доколку би ги прифатил овие барања, да кажат пред народот се Темирни можеше бетер да биде. Тоа е тактика, не се тие глупави луѓе, само што паметот не го користат во интерес на државата, туку обратно од тоа. Платформава тие се што нудеше Зоран Заев за време на предизборната кампања, или да бидам уште подиректен, комуникето од диво населје тие платформава. Бидејќи нивниот адвокат кажа дека тие имаат комунике кое сакаат да го објават, во кое биле запишани нештата, надградување на Охридскиот рамковен договор, двојазичност и децентрализација на Република Македонија. Значи, од комуникето го превземаа СДСМ во нивната кампања како ветување и денес го гледаме како платформа која ни доаѓа од Еди Рама, кој мисли дека е некаков нов император на овие простори, ние дека сме некоја вазална држава, сатрапија некоја негова, и он од тука си ги влече конците, си игра конците. Ставаат услов со платформа за создавање на идната влада. Во
позади платформата стојат 4 албански партии, за кои гласале 180.000 гласачи, граѓани на Република Македонија. Од друга страна го имаме ВМРО ДПМН, кој исто така има платформа, составена од 25 политички партии, која добила 455.000 гласови од граѓаните на Република Македонија. Албанците имаат етничка платформа, а ВМРО ДПМН има граѓанска платформа. Тоа е нивната програма со која излегува на изборите. Секој оној денеска кој ќе искочи со тезата да ми мери дека 600.000 луѓе гласале против ВМРО ДПМН, додека 455.000 гласале за, ако ги дели така нештата, на секој тој еден, јас ќе гледам дека е директен поддржувач на платформата која ни дојде од Еди Рама. Не можеме така да ги гледаме нештата. Дека ако си гласал ти за некоја трета партија, значи си против ВМРО ДПМН. Ни се пласираш оваа теза периодов. 600.000, тоа го зборе дури нивните перјаници по телевизија каде што искача дека 600.000 луѓе гласале против ВМРО ДПМН и заради тоа не смело ВМРО ДПМН да прави влади покрај тоа што победи на изборите. Ке македонците искочи па една друга теза, дека македонските партии, тоа го има многу по социјалните мрежи присутно, требале да се обединат и да направат некаква македонска платформа. Да, а ти се спротистави на тоа и гледам имав некои реакции као прашање до тебе. На тезата па еве би било фино и заради социјалните мрежи да го објасниш дека ние не треба да создаваме црвени линии и да излегуваме со платформи како што тоа го правеа албанците. Па образложи го малце тоа. Значи вака, ако влеземе во играта на албанците со платформа, ние како македонци, тоа е веќе фактички гетоизирање. Ќе се поделиме, фактички ќе се поделиме. Значи од една страна албанците, од една страна македонците. Едниве со една платформа, другиве со друга платформа. Ајде да почнеме од онаа најосновната работа. Се крши плурализмот, се крши демократијата. Не можеме ни да договараме со Социјалдемократскиот сојуз бидејќи ова е платформа на Социјалдемократскиот сојуз. Не може се Социјалдемократскиот сојуз да се оди против својата платформа која им ја пласираше на албанците. Затоа не може да се создаде сега македонска платформа помеѓу ВМРО и СДСМ, бидејќи ова во суштина е платформата на Социјалдемократскиот сојуз. И сега ние остануваме позади ВМРО ДПМН како македонци. Не може да се создава македонска платформа на етничка основа како што создадоа албанци. Зашто албанецот го интересира, ќе биде малце груп. Го интересира само Тетово, Гостивар, Дебар. И он ти дава платформа само за таа територија. А мене ме интересира и Тетово и Струмица. Бидејќи јас оваа држава ја гледам како една држава. Ја не можам да се спуштам на тоа ниво, мене да не ме интересира Тетово и Гостивар. А ако правиме македонска платформа, во таа ситуација ќе треба нас Тетово и Гостивар да не интересираат. Еви да направиме ние македонска платформа. Ќе имаме борба помеѓу две платформи, кои ќе треба да седнат на маса две платформи. Ќе имаме двајца премиери, еден македонец, еден албанец. Едниот ја гледа македонската платформа, другиот ја гледа албанската платформа. Ќе имаме два парламента, едниот македонски, едниот албански, едниот ќе се бори за едната платформа, другиот за другата платформа. Не. Туку тоа се игра на следниот начин, според мене. Сега државата треба да направи платформа, ако е во можност, и до господинот Еди Рама да му испораче на платформа за македонците, македонското малцинство во Албанија. Со истите барања, од прво до последно, што ги имаат запишано албанците во Република Македонија. Истите барања да се спроведат во Република Албанија. Ја мислам дека шах така се игра, а не да играм на свој терен да се бранам. Еди Рама тука ќе каже, ама чекај, нема толку македонци колку што има албанци во Македонија. Океј, другар, така е. Ајде да правиме попис. Правете вие попис и ќе правиме ние попис во исто време. Па да видиме каде кој колку проценти има и дали има основ за некоја ваква платформа да се спроведе во некоја држава. Пописот е многу зборен сега. Сметаш ли ти дека постои реална шанса ние попис да спроведеме? Бидејќи мора да спроведеме, ни се поставуваат барања кои не се, ние влеговме во игра со бројки.
25%, 20%, 30%. Више, ако влагаме во таква игра, ние мораме да знаеме фактично колку имаме проценти на терен. Бидејќи ние сега имаме фалсификувани проценти. Тоа им е јасно на сите. И на албанци, на македонци, на турци, на власти и на срби. Па затоа нема да дозволат никогаш да се направи попис. Тие што знаат дека ќе бидат помалку. Иста платформа на Еди Рама на маса, со истите барања за македонците во Албанија и цела Албанија да биде двојазична. Шах се игра 3 потега понапред, а не да играш на секој потек да се браниш, тоа е веќе изгубена партија. Сега, види, они ни вадат платформа и ние да прифатиме нивната игра, ние имаме многу поголема одговорност. Они, за жал, се спуштија на тоа ниво да немаат одговорност. Нив ги интересира само албанците. Правата за албанците, тоа ги интересира. Така, нема права на македонците, правата на другите. Да, од друга страна ние нудиме како македонци кои ние велам кои влегуваме во одредени политички партии или гласаме за одредени политички партии, нудиме програми кои се однесуваат на сите граѓани на Република Македонија. И ние имаме многу поголема одговорност од нив. Убаво. Морално и етички и политички во право сме. Но на терен е сосема поинаква работа. Ја имаме платформата која е реалност. У овој момент уште не се ни почнати преговорите и штама е меѓу партиите и од опозиција и од ВМРО и од СДСМ, штама е што и како. Дури и големи калкулации од ДУИ. Што по тебе треба сега со оваа платформа? Што е најпаметно? Да се прифати или да не се прифати? Да се прифати во смисла, окей, ја прифаќаме бидејќи имаше и такви, окей, да прифатиме па да видиме дали е реална. Тоа е. Дали има основ да се спроведе? Значи, дали воопшто постои сега дали постои тло каде што може да се спроведе таа платформа? Никола Груевски мислам дека и самиот кажа, нема што тука да кажуваме дека ВМРО-ДПМН не ќутел, самиот кажа дека влада нема да прави по секоја цена. А Социјалдемократскиот сојуз седат на страна сега ќутат и чекаат овие да... И сега гледаат сеир. И сега да не користам вулгарни работи, сега ќе треба со нив да правите влада, сега вака, знаеш колку е тоа лошо, значи ни ја фрлија бубачката онака, и сега ти седат од страна, ти гледаат, ти го грабаат сеирот. До вчера се боревте против нив, немало да имат двојазичност, сега видиш што ви направивме, ќе мора со нив влада да правите. СДСМ тврдеше дека нема да има двојазичност, дека нема да има ништо такво, а одеднаш еве нивната платформа и одеднаш испаѓа дека тоа што викаа дека не е точно, во суштина испаднавме ние дека сме во право, не бевме ние будалите, туку они не лажа и еве сега дури стигнаа некој дека они СДСМ ќе ја прифати во потполно целата платформа на албанци. Нека ја прифати, нека направи влада. Не може ништо таа платформа да се спроведе без ВМРО-ДПМН. И низ историјата, како што многу пати се докажало, ВМРО-ДПМН повторно ќе стои на браникот на Република Македонија. Да, Груевски мене многу ми се допадна како кога кажа дека по секоја цена влада не прави. Бидејќи не можете вие Али Ахмети, што добива од Еди Рама, најголем губитник, најпоразен беше на избориве, тој да диктира сега каква да се прави владата. Ама членството не сакало со ВМРО-ДПМН. Па и членството на ВМРО-ДПМН не сакаше 2008 година со ДУИ да прави влада. Ама се направи некаков принцип, кој посебно ДУИ го бараше за да влезе во оној мајски, каков ли да беше веќе договор, дека победникот од едната страна ќе мора да прави влада со победникот од другата страна, без при тоа да има вакви условувања. Ова е уцена. Уцена врз државата. И сега, ВМРО-ДПМН треба да прави влада со победникот од албанскиот блок. Доколку овој принцип сега го прегази Али Ахмети и ДУИ, јас верувам дека во иднина ВМРО-ДПМН на следните избори, а тоа ќе се случи, ќе освои над 61 пратеник и ќе може сама да си прави влада. Така беше убедена и ВМРО-ДПМН и за овие избори дека ќе добие, па испадна сосема поинаков инженер и не знаеме дали ќе се случи повторно таков инженер како што се случи. Не ги добива повторно овие гласови СДС. СДС сега на локални избори ќе
ќе се обиде и ќе нема логистиката на терен, ќе се обиде да даде албански кандидати за градоначалници, меѓу кои мислам дека Иво Куманово ќе го направи тоа. Но, и ќе се обиде уште еднаш да ги добие дел од тие гласови за последен пат на локални избори. Но ВМРО ДПМН загуби и во аеродром. Значи во населби каде што максимално добро владееше, добро менаџираше, традиционално имаше успеси, па и губи. Значи не се само албанците. Треба да си ги провери тогаш внатре редовите каде грешеле. Значи тоа е она чистката во ешелоните. Значи грешеле. Значи се оддалечиле од народот. Мислиш дека има време? Еве ги изборите локално. Мислам дека ќе се среди. Мислам дека ќе се за локални избори ќе искочат со нови, буквално шпекулација се, со нови со нови кадри, али институциите мислам дека Груевски ќе прави големи промени. Океј, ајде да се вратиме сега на платформата и на формирање влада. Ја утре ќе ја имам професорката Каракамишева, со која ќе збориме за уставот. Значи не целовечерна, еден час ќе имаме со неј за еден дел само за уставот. И како уставот има предвидено. Така да не бите ставал во тоа. Утре ќе го анализираме ние уставот, кој смее да формира влада, кој не. Што мислиш сега по тебе? Што е најдобро? Груевски и Ахмети да се договорат, да се прифати платформата и да се формира влада, па да видиме што ќе биде од таа платформа и што може да се реализира, или треба да се игра тврдо, да се одбие платформата ако се инсистира да биде веднаш проведена и така натаму, како што рече премиерот. Навика. Добро. Кекс, лапсус лингве. Одамна не. Бившиот премиер, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како што рече, не правам влада по секоја цена. Јас сум за тоа. Тука ќе им виси само СЈ, ќе сакаат Социјалдемократскиот сојуз, ако се обиде, ако направи влада, веднаш ќе гледаме апсење и монтирани случаи. Значи тоа ќе им биде прво на дневен ред. Без никакви докази, без ништо ќе се впуштат во апсење. Тоа го правеа истото и во 2002, дури и со екзекуции. Да, за да се продолжи мандатот на СЈ, утре ќе ви каже Каракамишева подобро за тоа, но сепак мислам дека треба мнозинство, не знам какво во парламентот и согласно од сите 4 политички партии. Значи им пропаѓа таа теза. СЈ нема да се продолжи мандатот. Без ВМРО ДПМН СЈ не може да продолжи. Не може. Мора мнозинство во парламент и согласно со сите 4 политички партии кои ставиле подпис на Пршинскиот договор. ВМРО ДПМН нема да стави подпис и СЈ нема да се продолжи мандатот. И од тој аспект ќе отрнати тој меч кој виси врз ВМРО ДПМН. Но јас сметам дека не треба да се прифати платформата, ќе се влезе во преговори, ќе се види до каде ќе се оди со тие црвени линии, нели? Да не се прифати и кај да е брзо ќе имаме најверојатно повторно избори. И тогаш ќе биде многу поинаква сликата. Како тоа би имале, по кој основ? Што сакаш нешто, ги вадиш ли тој, сакаш ли нешто да Ништо, гледај, слободно извади. Имаме простор за све. Кој да направи влада, таа нема да биде сега стабилна со овие пратеници кои ги имаат и на другата страна. Повторно ќе мора да се оди на избори. За тоа ние мислам дека на сите јасно. Тоа сакав да кажам. Што значи тоа? Нестабилна влада, нови избори. Што ќе се случува за да ги иницира новите избори? Еве шпекулација. Така? Прават, да речеме, се договараат Груевски, пази, освен шпекулација нема ништо. Мене затоа ми се смешни кога ќе дојдат на дебатни емисии, па вака ќе биде, па онака, па после не испаднало, па као Спасов со прогнозите негови, со рейтинзите. Види, затоа е многу пофер, похрабро да се шпекулира, бидејќи шпекулација значи дека може и не си во право.
Но еве теорија на можно вадиме. Еве ти шпекулација. Ако направи Социјалдемократскиот сојуз сега влада со сите овие ја прифати платформата, ВМРО ДПМН ќе блокира буквално се ќе блокира во парламентот, ќе биде институционално, не да нема да искача на улица ВМРО ДПМН или од институции да искача. Туку се ова што се однесува на националните прашања, се ќе блокира и ќе ги укочи сите тие процеси. И платформата апсолутно ни дел Апсолутно не ќе може пропаѓа. да. Бидејќи Во тој момент за делови Али грб, Ахмети- знаме, Али Ахмети химна ветувал- мора двотретинско Али мнозинство, Ахмети така? ветувал, направил влада и ВМРО ДПМН го поразуваат у парламент, се му овакво, се му ќе му блокираат. Така ситуација повторно ќе мора да се оди на избори. На крајот на криштата платформата можеме и да видиме како перење еден начин на Али Ахмети пред својот електорат. И сега со кого ќе прави влада? Дали ќе прави со ВМРО ДПМН, ама тамо не ги сакале ВМРО ДПМН неговото членство, бидејќи тие наводно биле националисти и шовинисти, или ќе прави со Социјалдемократскиот сојуз, партијата која му ја уништи неговата партија. Значи буквално ќе треба да се покори и да влезе во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз и таму да си ги најде членовите кои му избегаа. И сега, по оваа логика, со Латац кога зборевме овдека, бевме убедени нема шанси албанци да гласаат, но испадна има Ја бев шанси. така убеден, ама ете. Значи, прашање е до кое ниво Матрикс го гледав. Знаеш, Нио кога се сретнуе со архитектот. Ја му вика, абе добро вика, ќе ги овакво ќе направиме вика ќе изгубите. Им вика на машините во Матрикс со архитектот. Вика постојат нивоа на екзистенција кои сме ние спремни да ги прифатиме. Значи толку ниски нивоа на екзистенција. Мене сега ми асоцира, абе стварно ние губиме, мислиме дека сите се со комодитет. Луѓе, сме виделе дека албанскиот народ во сопствен интерес и послушание за да си обстане е спремен многу да си жртвува од сопствениот комодитет. Ние македонците се уште не сме на тоа ниво. Апсолутно. А они се спремни, не партија, јас сум убеден дека за спроведување, значи шпекулирам, да го спроведе и да го доведе до дело Али Ахмети, не само што ќе се ја жртвува и партија, себе лично ќе се жртвува. Мислам дека они Не имаат... убеден дека партијата, дека до тој степен ќе жртвува партијата за некој национални интерес. Не. У смисла партијата да стане како ДПА. Не сум во тоа убеден. Да жртвува до тој степен за некои повисоки национални Да, интереси. ама ќе му отидат луѓе во беса, ќе му отидат ваму заради... Па затоа ја вади сега платформа, повторно игра на таа националистичка карта, ја вади, сака да си ги буквално си го обели образот пред своите гласачи. Ештега, а Груевски ако му ја прифати платформата, ако ги прифати условите и формираат влада, што правиме? Како ќе биде па реакцијата кај македонците? Чекај, зар сега ќе збориме ние за знаме, за грб? Ама Груевски веќе кажа дека нема да прави по секоја цена. Да прави по секоја цена. Тоа е мислам веќе затворено прашање, нема што ние двајца значи, да го... многу тешко е реално и Груевски да прифати, реално да прифати барањата на Дуј, а Дуј не може други барања освен овие што Најубаво е Јанко да си проложи техничка влада и да си имаме избори ние тамо есен. Значи, 2 сати ми требаше да го истерам тоа од тебе, затоа што овој збор, затоа што буквално вртам како мачар околу врела каша, не сакам да го изговорам затоа што мене некои луѓе ме седна да ми кажат, ме седнувале и масони и така натаму да ми пренесат нешто, па ја да пренесам на народот, исто деновиве имав јавување, онака, ми вика, Јанко, широка коалиција во смисла на техничка влада. Ќе продолжи и на есен избори. Тоа е единствениот излез од цела ова пат ситуација. Возможно ли е да е ова теоријата на можното во целава работа? Или најелегантниот излез? Која друга опција преостанува? Не знам, прашувам. Еве, нема, сега ги разлувавме сите опции. Што ако прават со едниве влада, што ако прават со другиве влада, каква реакција има вама, каква ќе реакција има таму. На крај испаѓа најокей варијантава, некоја техничка влада, види техничка влада оваа да си продолжи сега. Така. До избори. Техничка влада така ја кажуваат. експертска.
Не, мене ми ја рекоа експертска влада. Во такви игри да не влегуваме. Ниту пак ВМРО ДПМН да влегува во такви игри со експертски влади, знаеме ние, имаме искуство како се руши експертски влади во 92 година. И што се случуваше после кога бойкотираше ВМРО ДПМН? Што се случуваше? Ај кажи да ги потсетиме гледачите. Епа ВМРО ДПМН на првите избори освои 38 пратеници. Повели до искажи. СДСМ освои 31 пратеник. На ВМРО ДПМН помеѓу двата круга и беше налепено на етикета за антиалбанци, дека е антиалбанска партија. Таа етикета се крена по Западна Македонија имаше протести. Јас сум убеден и според она што ги имам истражувано дека тие беа организирани од безбедносните служби на Југославија, чиста подметачина. И ВМРО ДПМН после за време на предизборната кампања во 90-та година беше поистоветена со Слободан Милошевиќ, што е нешто несфатливо. И дека тие се против албанците. Значи ВМРО ДПМН и Слободан Милошевиќ се два различни света. ВМРО ДПМН поради таа етикета која навлези во членството расположение антиалбанско, не успеа да направи влада со ниту една албанска партија. Се направи нели експертска влада и експертската влада беше надгласана во парламентот, беше урната. Повторно на ВМРО ДПМН му беше даден мандатот, не успеа да направи влада повторно со тие албански партии и социјалдемократски Киро Глигоров на Бранко Црвенковски му го даде мандатот, овој одма веднаш си направи влада. Што следеше потоа? Менување на име, менување на устав, знамето беше подоцна, менување на устав и така натаму. Ама пак во тој период, во тие 4 години. 94-та година ВМРО ДПМН ги бойкотираше изборите, СДСМ си направи влада, си сценира своја опозиција, сама на себе си беше и власт и опозиција, и тогаш 95-та година се потпише и спогодбата со Грција, се промени знамето. И се изврши најкриминалната приватизација која светов ја познал. Но и 98 година ВМРО ДПМН дојде на власт. Но 350.000 македонци се спремни за такво нешто. Око не им трепнува. Се тоа во нашите глави. Ништо не допира до ова што. Све сме ние спинери, измислуваме и така натаму и така натаму. Ги видовме како делуваат. И не може ништо да им го промени мислењето. 350.000 во аеродром изгуби. Јас како македонец сум разочаран од тоа и не сакам да го коментирам искрено. Како може да гласаат за... Значи имаме, треба... Значи на страна политички партии, на страна се, националниот интерес да го гледаме, како може да гласаат за не име гајле бе, абе дали разбираш дека има луѓе, македонци, твои сограѓани, кои не му е гајле ни за име, ни за знаме, ни за идентитет. Ги здоболе, ама преку тасета име. Еве највулгарно ќе ти го кажам. Јас сум барем меѓу народ. Не бе, какво име бе, марш бе таму. Ме разбираш? Ја разбирам дека има луѓе загрижени затоа што знаеш какви последици ќе има по деца, какви последици. Не, овој не го интересира. Како што не го интересирал некој мој предок кој земал кредит за стан на 40 години безкаматен, кој откако после си умре, јас требаше да ги доплаќам тие работи, затоа што му било гајле у моментот. Секој знае дека не постои безкаматен кредит нигде на планетава. Некој некогаш ќе го плати тој ручек. Ама у тој момент мене ми е добро, што те вртам? Абе дете сум ти ова. Не ми е гајле бе. Колку македонци живеат и лагодноста на татковците и дедовците наши. Спремни се. ВМРО нема да прифати. Океј, ќе прифати СДСМ, ќе прифатат албанските партии, ќе направат мозојска влада, 65-6 пратеника. Како ќе се дестабилизира таа влада за да имаме нови избори? Еве ќе се блокира име, ќе се блокира... Ќе биде бойкотирана цела оваа платформа и ќе не може Али Ахмети да ги спроведе овие ветувања до албанците. Двојазичност ќе биде блокирана. Да, али 4 години може да си тераат така. Кој ќе ги спречи? Не знам дали ќе тераат 4 години. Па еве ќе се фолира, вика ние пробавме све, ВМРО се криви, не се СДСМ, ние све направивме. ВМРО ДПМН ќе си бара веднаш предвремени избори. Нема така. Како ќе ги добие предвремени? Тоа не ми е јасно како ќе ги добие. Ќе собираме 200.000 потписи кои нема да ни ги признаат пак у собрание. Го видовме филмот Тито Петковски како ни го спопика на сите. Ти текнува кога баравме пред време. Да, види Јанко. Мислам дека има начин доколку се најде државата во таква ситуација,
ВМРО ДПМН мислам дека тогаш ќе ја стегне Груевски, ќе ја стегне и партијата и многу помоќно ќе се врати доколку се впуштат во таква игра. Ќе се искршат сите принципи, победникот да не состави влада, ќе биде блокиран целиот парламент, нема да искача ВМРО ДПМН од парламент, туку ќе биде внатре, ќе биде блокиран целова платформа која ја ветувала Али Ахмети пред своите сограѓани и ќе се доведе до ситуација повторно да има избори. Значи тоа е без како да ви кажам, значи ние добивме предвременни избори при 60 и колку пратеници имаше ВМРО ДПМН со 15 пратеници разлика, се изборија за предвременни избори. Пржино го имавме. Ама ние имавме диво населје, имавме блокада на улици. Таа логистика што имаа овие со тие кеш пари за да плаќаат луѓе, да протестираат, да палат, да фарбаат и така натаму, ВМРО ДПМН ги нема тие пари. Он нема Сорос зад себе. Да, но ВМРО ДПМН има луѓе кои се сакаат оваа држава. И ќе работат на тоа. Тоа не се сомневам. Но прашање колку се такви спремни, тоа искрено со. Добро, кажи ми, ја дали ти на страна, знам дека делувам ненормален, окей е тоа, него има ли логика во овие размислувања? Затоа што не е ова само моје размислување на шпекулација. Ја утре ќе ги отворам телефоните. Луѓе слично размислуваат. Се седнам со, ја не можам со 1000 луѓе, ама ќе се видам со неколку десетици. Значи, ме прашуваат логични прашања. Нормално е тешко да дојдеш до логичен одговор. Бидејќи, еве јас се согласувам, ама како ќе ја дестабилизираш ти баш практично таа влада, тоа ме интересира. Добро, може би треба ја да го викнам, не знам, или Милошовски, или Илија Димовски, или некој, или Груевски, ама Груевски не доаѓа на ТВ интервју, не по овде. Ако дојде, сигурно ќе му го поставам тоа прашање, но шпекулацијата останува во воздух. Бидејќи, нели, ако дојдат 2002 година, ни СЕО има, ни Бутур има, море апсења, море екзекуции, што не се изнагледавме. И тоа најголемите македонски патриоти беа елиминирани ко зајци преклани. Ке мене пози зграда губија едниот. Иако многу брзо после и ВМРО се врати на голема врата и тоа е факт. Прашање е дали сме и ние храбри и спремни за жртва. Таква жртва, бидејќи ако сме спремни и храбри за такво нешто, тогаш сме спремни и храбри и достоинствени, како што и албанците се спремни и храбри за своите цели да го направат такви работи и да идат. Па доведено ни е во прашање по обстанокот на државата, ја мислам дека овој момент е сега или да не биде или да не биде. Ако сега ние не одиграме како што треба да одиграме, втора шанса ќе немаме. Втора шанса ќе немаме. Значи вас во платформата, еве ти првата точка. Да. Вели, постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и уставот. Правилно спроведување на принципот на мултиетничност во уставот на Република Македонија, каде албанците се сметаат како државотворна нација. Поддржување на секаква правна и уставна иницијатива, бла 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 натаму. Прво, во уставот сега сите се државотворци во Република Македонија, сите граѓани, ние сме граѓанска држава, сега нели мултиетничка држава, сите се државотворци. Значи они бараат да се вметне дека албанците се државотворци. Не стои дека се македонците, али бараат да се... Со тоа што сакаат да го потенцираат албанците, сакаат од мултиетничка да бидеме бинационална држава. Би биле македонците и албанците државотворни народи во Република Македонија, со тоа што ромите, турците, бошњаците, власите ги искористија за оваа мултиетничност и сега ги откачуваме, преминуваме на бинационална држава. Но каде се крие цаката? Вика албанската нација. Во една држава, што е нација? Нација се образува како ќе се создаде држава. Пред да се создаде држава имаш само народи имаш, немаш нации. Кога ќе се создаде државата како институција ти добиваш нација. Во нацијата влегуваат сите граѓани на таа држава без разлика на незината етничка или верска припадност. На една територија, на една држава може да има само една нација, во никој случај не може да има две нации. Може да има македонска нација, во која влегуваат македонскиот народ, албанскиот народ, бошњачкиот народ, не знам, српскиот народ и така натаму и така натаму. Кога веќе они зборуваат за две нации, тие зборуваат јанко за две територии.
Тука зборуваме веќе за две територии, бидејќи веќе кажав дека не може во една држава да има две нации. Што е трагичното? Што во Македонија немаше нација, значи ние станавме граѓанска мултиетничка држава како македонска нација, но единствено нешто што нас не држеше како, така да кажеме, македонска нација беше македонскиот јазик кој беше на цела територија на Република Македонија, додека според уставот другите официјални јазици на останатите етнички заедници, таму каде што се над 20% си беа исто така службени јазици. Тоа беше единствената точка која нас можеше не обликуваше во еден вид на македонска нација, македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Кога сега ти атакуваш на цела територија да се стави за службен јазик албанскиот јазик и неговото писмо, ти ја уриваш и последната точка која нас не држала како една целина, како една нација. Значи, изјавата нивна на потписниците на ова дека бараат Македонија да биде стабилна држава е демагогија. Ма каква стабилна држава? Ова не втрунува да нема држава. Ова е класична поделба. Не можете не може СДСМ вика дека не е така и дека Ама како не е така сега ти единственото нешто што нас не одржува е, пак ќе ти кажам, како нација, тоа е јазикот кој се простира на цела територија на Република Македонија, македонскиот јазик, тој тебе ти го урива. И со тоа што во тој момент албанскиот јазик ќе стане во тетови во Гостивар, како што сега е македонскиот, а македонскиот јазик ќе биде еден од јазиците од останатите народности. Тоа што го зборев во претходната емисија, дека не се цели да биде цела Македонија двојазична. Они целат со закон македонците во Западна Македонија да изучуваат албански јазик. На тој начин се врши асимилација врз македонците. И на тој начин добивате две територии еднојазични. Западна Македонија албански јазик, Источна Македонија македонски јазик. Или како што кажуваат нација, Западна Македонија албанска нација, Источна Македонија македонска нација. На што ве асоцира тоа кога знаеме дека во една држава не може да има две нации? Има една нација. Тоа е поделба на државата, Јанко. Тоа е федерализација, тоа е кантонизација. Тоа е поделба на државата. И тука веќе нема што повеќе да се објаснуваме. А СДСМ е спремен за све ова. И мене ме боли што тие 350.000 македонци они се спремни за ова. Биле спремни да го дадат својот глас за вакво нешто кога сега го гледаат и на дело. Ама нема ни покајување. Дали ти некој го сменил ставот? Ниеден. Не слушаат и ни се смеат. Да, сега ни се смеат. Ни се смеат. Глупости. И не али за некој време пак ќе и да се случи пак не име гајле. Верувај дека не име гајле. Затоа што нивниот дискурс е ние знаеш што, пораките не ги гледаме политичките. Бе 350.000 луѓе, бе ние не заслужуваме држава да сме, ти го викаат. Значи отворено се заговараат против сопствената држава на сопствениот народ. Не му е гајле што он утре ќе изгуби идентитет. I don't give a fuck, ти вика, бе. Прочитај ги социјалните мрежи, прочитај ги коментарите, прочитај ги. Не име гајле, не ќат македонска држава. Крај. Може би не у оваква реченица кој што е. Па види, Јан. Абе баш ми е гајле. ВМРО како организација, јас ја викам организација, после падот на укинувањето на Охридската архиепископија, која во средниот век била единствената институција на македонците, да кажеме, втората институција која македонците имале додека немале своја држава била ВМРО, Македонската револуционерна организација. Таа е буквално столбот на се ние што сме денеска и на сето она што го имаме. ВМРО ДПМН денеска има целосен легитимитет да се повикува на континуитетот и генезата на Македонската револуционерна организација. По тоа прашање сум спремен со било кој да седнам и емпириски и филозофски да му објаснам. Да, овие најавија забрана на користење на името и бришење на ВМРО ДПМН како партија. Ма како? Не. ВМРО ДПМН Тоа ви е најавено од левица, од чарените, од нека зборат. ВМРО ДПМН има целосно право да се повикува на континуитетот на Македонската револуционерна организација и сите организации кои го носат префиксот ВМРО до 90 година до формирањето на ВМРО ДПМН, и тоа нека им биде јасно на сите, тоа е докажливо и сум спремен да дебатирам на таа тема. Но да се вратам, 350.000 македонци и во 19 век имало македонци кои не сакале
да се ослободиме и да создадеме своја држава. Така. И денес Тоа е има факт. македонци 350.000 кои не сакаат да има македонска држава, но ВМРО ДПМН сака. И ВМРО ДПМН е символот на македонците. Мене не ме интересира што тие сакаат. Јас сакам. Јас сакам да имам држава и ќе се прави буквално се за таа да опстане. Или ако не да Боже отиде во други води, ќе се бориме за повторно да ја воспоставиме. Бидејќи држави, граници се менувале, држави пропаѓале, се возобновувале и така натаму да не навлегувам во историјата толку длабоко, но ВМРО како столб на оваа држава не ги засега тие 350.000 македонци што не сакаат македонска држава. Чим ние го сакаме тоа, ќе го имаме. И крај. Буквално не ме интересира. Make Macedonia great again. Имаш цигари? Имам. Дај ми. Дај ми. Кутија Рики, цела? не, па дај една цигара да направиме една пуш пауза, заглавивме по бајаги, нели? Тоновите кои пристигна од Ахмети, од Груевски, особено неговите последни интервјуа, покажуваат една нова позитивна енергија. До сега некако дефанзивен, како да беше повеќе ставот, предпазлив, но како да се смени дискурсот? Што мислиш по твоја анализа, на што е резултат сега ова? Ја предпоставив дека после изјавата не мораме влада да правиме по секоја цена, е дека ВМРО ДПМН е спремно нормално и да иде во опозиција со сите консеквенции кои може да ги носат, нели, после, бидејќи тоталитарциве нема да останат покуси, но прашање е и дали може да се повтори 2002 година, затоа што имаме па и тектонски промени во Соединетите држави, што значи на калек имаме нови луѓе со нов сет инструкции и има многу непознати. Предпоставуваш ли дека Ахмети, иако е потписник на оваа платформа, он сега ќе разговара со ова, ќе ги има во предвид и овие нови случувања? Денес, дали беше Еки Рама, го читав, вика разочаран. Вика никој од албанците од Косово не е поканат на инаугурацијата на Трамп. И тоа очигледно е, знаеш, веќе голтање кнедли, бидејќи Пуштање знаци онака. Значи, предпоставуваме работите можат да идат во поинакви насоки од до сега, бидејќи они има албанските политичари многу силен замај затоа што имаа силен грб. Не произлегуваше само од силата на народот, силата на меѓународната. А работите малце се Сигурно од менуваат. меѓународната на балканските држави силата од таму доаѓа, колку те поддржува меѓународната, толку имаш сила. Ние сме тој формат на држави сме. 2 милиона, 3 милиона, 4 милиона народ. Види, Трамп ако зборува со смирувачки тон кон Русија, тоа е многу загрижувачко за албанците. Бидејќи ја знаеме политиката на Русија кон албанците. Не ли ти звучи тоа логично? Значи, онако, со помирувачки тон се обраќа кон Русија, еве да речеме, шпекулираме, би паднал договор да не го рчка Балканот. Океј, види, нема да се мешам јас, ама не се мешај ни ти. Остај, нека бидат, нека си возат како што си мислат. Цветин Челиванов е, например, изваден од памет. Ако американците се повлечат од своето влијание, дека само едно лошо влијание ќе го замениме со друго. Дека Апсолутно. руското влијание... Јас сум со тоа изваден од памет. Али еве, предпоставуваме, ако добар тон кон Русија на американски председател не е во корис на албанците на Балканот. Леле, ја имам други асоциации. Ајде, збори ми те молам, да не напињам јас со моите. Ма сега нели дебатираме? Да. Знаеш што ми е асоциацијата? Мене ми е асоциацијата повторно на Југославија ситуацијата. Ако можеше еден Тито да направи некаков еквилибриум овдека на овие балкански држави, да тера некоја политика ни ваму, ни таму, и кротко јагне од две мајки цица, нам други услови, друго време, не е истото, третиот свет и така натаму и така натаму. Но имаме ли ние шанса, балканските народи, ако бидеме оставени од страна на Америка, со политичко немешање, не зборам со економско, економско добро дојде не секој, колку може повеќе,
И јас сум за таа еквидистанца. Јас сум за комуникација со сите. Не може само едно, бидејќи јас се согласувам со некои наши аналитичари, мои колеги кои велат светот веќе не е униполарен. Мултиполарен е, не е ни биполарен, не е веќе Русија и Америка. Имаш Кина, имаш Индија, имаш БРИКС, имаш многу земји со кои ти не можеш да се дистанцираш од Русија, да ја игнорираш, од Германија, од Кина, од Индија. Тие се фактори, светски играчи и само да викаш оваа опција, оваа опција. И сега, ако бидеме оставени, сметаш ли ти дека балканските народи имаат шанса, оставени, повторно да нас создадат еден еквилибриум или ќе се заколеме меѓу себе? Второ, повеќе ми асоцира. Кога мислев да ги оставиш во смисол не им бутке вака влади. Не им бутке влади, остави народите сами да се договорат меѓу себе. Тоа е што го кажа самиот Трамп дека нема насилно да бутка влади. Значи може да се буквално се договорат. Остави ги, нека не им ги бутке владите, нека си терат како што си тераат луѓето. На тоа мислев, а не да не остави ние дека да правиме нови Југославии. С краја било нови Југославии да правиме, мислам, преку глава од Југославија, у крв пропадна Југославија. Така е. Значи се што имаме лошо искуство од историјата треба да го отфрлиме. Се што е насила и вештачки направено со крв завршило. Јас зборам за природни. Нели, Европа се спои со договори за слободна трговија. Природно ние економски, ако се поврземе економски, ако се создаде соработка таква на балканско ниво, тоа е одлично. Никој не е против тоа. Прво што би направил на Балканите, не ме интересира мене тоа, него слободен проток на патници и на стока. Апсолутно. И тоа, значи, првичниот договор на Европската Унија. Тоа нам ни треба на Балканите. Југославија беше нешто најблиско, ама беше насилно направено, затоа имаше отпор према неа. Ама кога ние сами ќе го правиме тоа спонтано, ја мислам, и се договараш, и нема тука услов, а со овој правам, со овој не правам. Не, со сите ќе играш. И со албанци, и со бугари, и со грци, и со срби, и со босанци, и црногорци. Кога ќе видиш дека тоа интересно, со сите ќе играш. И кога ќе видиш дека тоа носи камен, дека тоа носи транспорт, дека тоа нели е тоа возможно? Како иначе, која е иднината? Кон што се стремиме? Тоа е одлично и тоа е возможно, доколку реков не остават да се играме ние сами играта. И не се финансираат националистите да дигнат. Но на големите сили никогаш не им одговара самостојни држави. Тоа секогаш треба да го имаме на ум. Значи, што повеќе ти се осамостојуваш, толку повеќе ќе добиваш удари. Не одговара на голема сила самостојна држава да бидеш и да бидеш целосно независен. Да бидеш независен од... Преска баш со еден пријател на социјалните мрежи пишувавме, се смеевме со цветина околу нуклеарна централа во Македонија. И ми вика, знаеш дека тоа е многу добра ствар. Викам, па знам, се не сум стручен за тоа, ама знам. Јас сум, не е точно, лаже. Уствари, се лаже. Добро, ми каже, многу лоша работа. Не, ја викам од политички аспект, викам нема никој да ти дозволи да направиш нуклеарна централа, зашто премногу стануваш независен во тој момент. Така да први комшије викам нема да ти дозволат, бидејќи транспортот на струја ќе не можеш да го земеш од нив и така натаму и тој проект ти пропаѓа. Никој не остава државата, соседната држава или големите сили не остават државите да се осамостојуваат и да станат тотално целосно независни. Ти мора да те држи со нешто. Атомска централа. Извини, Да беа паметни словенците. Да беше ова паметна идеја, ќе се ја направија на сопствена територија, а не да делат со Хрватска. Зошто? Еден мал инцидент има барем кај Марибор кај да се прибере народ додека да помине инцидентот. Ти требаат барем 100 километри радиус за да ги тргнеш децата, да не ги озрачиш кога ќе дојде инцидент, а инциденти доаѓаат. А нашава, затоа може Бугарија да има. Затоа што ако се случи хаварија во Бугарија, ние овдека што нема да бидеме нас од Чернобил не фати овдека, не па од Бугарија. Ама многу помалце не фати. Атомска централа Балканот може лом да го направи хаварија. Да не навлегуваме во тие, не сум воопште стручен за тоа за да зборам. Јас сум. Туку темата, мојот беше дека не те остава од 103 се борам наваму против тоа. Со зелениве низ Европа земји нешто.
Многу е мал просторот за маневрирање ако било што се случи. А иначе дека ни треба таков извор на енергија кој што го дава. Да, Апсолутно. да, ама Цветин ако ми потпише дека нема никогаш да има на нотар заверено, дека никогаш нема да има инцидент, ја ќе се согласам, ќе одам мојот потпис да се направи у Мариово, у најубавиот крај. Како го сметаш интервјуто на Груевски, бидејќи ти се фати само за оној дел за дека нема по секоја цена? Дали сметаш дека внесува еден оптимизам? Барем ја го имав тој впечаток. Јас имам впечаток дека сега многу поопуштено зборува. Добро. Порастеретено. Конечно, значи лошо да се идам, војна објавува на Сорос. Зашто претходно кога шпекулиравме дека сме биле параноични, вакви такви, сега ги имаме фактите на маса и човекот си вика, овој ни прави нас проблем во државата, да го смениме тоа, да направиме десоросоизација на Република Македонија. Одлично интервју, многу убаво објасни дека ВМРО ДПМН никогаш не било антиалбанско. Гледам дека има спомнувано таму и некои факти. Значи, ВМРО како ВМРО секогаш првенствено соработувало со албанците, а се борело против срби, бугари, грци и отоманци, историски гледано. И во 19 век, поготово меѓу двете светски војни, соработката на ВМРО и албанските организации на највисоко ниво. Истото се случува и за време на Југославија, кога се појавуваат еден куп ВМРО-вски организации со признакот ВМРО, кои се за соработка со албанците и за соработка со Америка. Една од тие организации бара Македонија да биде протекторат, амерички протекторат на Балканот и да биде обединета во незините етно-географски граници. И сега сите тие организации влегуваат во генезата на ВМРО ДПМН, бидејќи тие истите луѓе, дел од нив, сега да не ги минувам, се денеска се уште имаат по 90 години во ветераните на ВМРО ДПМН. Кога веќе збориме пред како што кажував за генезата. Тие луѓе се повикувале на старата организација. Не се. Од друга страна ги имате вие Социјалдемократскиот сојуз, кои се наследници на Ранковиќ, на партијата, на Колишевски, луѓето кои колеа требе албанци каде ќе стигнат. 88 година го менува уставот, ги бришеа албанците од уставот. 92 година пак ќе се повторуваме. На Битпазар тепа албанци заради една кутија петарди. 94 Фрчковски тепаше за едно 97 за едно знаме, цел Гостивар го дигна во воздух. Тоа беше за девалвацијата на денар. Така, дента пред тоа беше тоа да се скрие медиумски, па отиде пушти цел Гостивар да го претепаат од Ќутек. А од друга страна ги имаш ВМРО ДПМН кој прибра најголем број на бегалци во Република Македонија. И албанците од 98 година до 2002 година, од 98 до 2001 до пред да пукне војната, албанците за прв пат на писмено, значи уставно добија некакви права. И денеска те ВМРО ДПМН ти го етикетираат како антиалбанска или националистичка, шовинистичка партија, што е тотално надвор од разума. И видиш е работата. Ако јас се борам за својата држава, да остане таква каква што е, ако се борам Македонија да не се подели, се борам за суверенитетот на мојата држава, тоа не значи дека јас сум против албанците. Не ја кажете ми, за да се докажам јас дека не сум против албанците, што треба да направам? Да ја понудам пола држава да ми ја земат? Па и тоа, јас знам дека дел од албанците не го сакаат ни тоа. Им се исече многу голем пазар, да речем. Ќе станат некој мало гето. Еве, кажете ми што треба, ако јас ја сакам мојата држава, значи сум против албанците. Таа е перцепцијата која Сорос, буквално Сорос, ја лепи на ВМРО ДПМН. Излезе, како се викаше овој на форум, бившиот Ордановски. Аха. Со едно интервју, многу интересно. Интервјуто му го прави Цивил. Сами на себе си. Сами на себе си прават, така. Цивил му го прави. Џабер Дерала, као го прашува, а овој као одговара. И главниот наслов е
на Македонија и е потребен процес на, а ова ти е порака од Сорос. Што ме од Сорос доаѓа и од Америка. Денацизација. Значи, Македонија да ги изгуби сите национални атрибути како држава. Да стане држава која е технички држава на амеби, бройлери, на луѓе кои нема национално да се изразуваат. Секако, тоа се однесува за македонците, а не се однесува за албанци и за другите етникуми во ова. Така што, како што гледам, инженерингот на Сорос е да се создаде македонска држава во која ние никогаш нема да се повикуваме на историско минато, на историја, туку ќе бидеме богати граѓани на светот и нема многу да се занимаваме. Да, па ти не знаеш? Богати. Па не си знаел. Ама ти не си знаел. Па дечки, па затоа вие од ВМРО појма немате у животот, бе. Абе, чим се откажете од име, од знаме, чим влеземе во ЕУ, во НАТО, пари, абе, вака се подзидоеве само залепени, ти не знаеш од сите страни. Пари, пари, пари. Ти викаш, неќам пари, онам пари, земи пари, па работа, па 5000 евра плата. Мислам, Само да го сменим името. само да смениме името, идентитетот, да се откажеме и нека си... Што е важно ти? Сега, што ти се пише? Важно имаш, бе, 5000 евра плата. Нека се обидат. Нека се обидат. Еве, нека се обидат. На крај крајава ќе се радикализира. Ми нека се обидат. Што да кажеме друго? Али? Зашто на нас не е тоа свето. Мене лично ми е свето. Како што реков. Не може да Така е. Али некој како што- џабри Дерала, не знам како му е презимето, или Ордановски да ми кажува мене да си јас сам укинал, па Бујрум бе, пријател, пробај. Зашто бе Фрчковски вика дека и платформата е многу тнка? Па нека ништо- повели тој, нека проба, нека го направи тоа веќе. Он со задоволство ќе ако го сака да направи. одиме до таа точка, нека повели. Се доведува државата во прашање. Јанко, удираат до најситни нешта, удираат по семејството како институција, еј. Значи, они ти се борат тебе да не постои семејство како институција преку нивните геј организации. Мене лично не ме интересира двајца геови или како да ги наречам дома што ќе прават. Брат, прави што сакаш, не ме интересира. Ама да ми посвојуваш деца, никулецот на едно општество, од каде потекнува, какво ќе биде општеството, е семејството. Какво ти е семејството и какви се семејствата во државата, таква ќе биде и државата. Функционални семејства, стабилни семејства, носат кон стабилна и функционална држава. Дисфункционални семејства, со такви двајца татковци да гледаат дете, носи кон дисфункционална држава. Во таа држава ништо нема да функционира. Тебе те атакуваат директно врз семејните вредности и врз семејството како институција. Овие Соросови организации се бунтуваат за законот за абортус, се бунтуваат за финансирање на трето дете. Демографската слика ВМРО ДПМН се обиде да ја измени македонците да ги поттикне да имаат трето дете, они ни ја саботираа. Овие организации кои се под капата на Сорос. Зошто? Па не било под еднакво иста, бидејќи се мерело, албанците биле дискриминирани. Повторно играат на таа карта. Абе ти мава по индустријата. Индустријата, сега зборувавме, и со централава што зборевме, што појака индустрија имаш, толку си ти понезависен како држава и толку си покомотен како држава. Он тебе ти мава по индустријата. Прво ти вади афери по меѓународни монетарни фондови дека политиката во Македонија е катастрофална за водење бизнес. Диктатура. Ти вади афери кај некои кои сака да инвестира инвеститори во Република Македонија, дека тоа не било исплатливо, дека тука ништо не функционирало и така натаму и така натаму. Ти вади афери за девалвација на денарот. Ти вади еко друштво кое протестира за ова за Југохром или како се викаше во Тетовско, го загадувало воздухот. Што го загадувало воздухот, па таму па сите што работат најмногу се македонци, единствените македонци кои се во тој дел на Република Македонија. Па сега Југохром се изгаси и воздухот е пак исто загаден. Ти мава по сите фронтови, по сите линии, во секој сегмент од она тебе што те прави држава. Ни кажуваат да сме
да сме разговарале, да сме дебатирале за знаме и за грб на Република Македонија. И до сега ние бевме толку кооперативни, за све им дозволивме. И Југохром да ни го затворат. И да не се изгради централата која треба уште поголема енергетска ефикасност во Западна Македонија заради заштита на некои си орлиња и буфови таму. И тоа ти искача геровски зелениот, човече. Он ти зборува за Ама чекај. Како јас сега ама да ти тоа е зборам за негово екологија. легитимно. Јас зборам дека ВМРО ДПМН немаше одбранбен механизам против нив. Ама апсолутно сега Белите крвни зрнца пропусти ги нема. Да не збориме, блокирање на држава 2 години, насилни, се работи. Маваат по институциите на државата. Единствено, зашто ќе зборам како позитивно, е реакцијата дека ја спасивме државата од Париз, од Брисел, во диво населје. И никогаш Груевски не отиде селфи да си прави таму и да прави керефеки од тоа да си живljava. Ние загубивме 8 герои. Уште не ни е јасно нас што се случи во диво населје, а тоа влезе во платформата диво населје. Да. Човече, што значи тоа? Не само диво населје и монструм. Значи Заев ти водеше теја политика на врз жртвите на 4 деца убиени кај Смилковско езеро. Да, сите терористички во истиот момент додека нашите синови биле убивани, што се наши синови, бранителите, додека биле убивани во диво населје, Шилегов пушташе на Facebook дека си играле камај бе Јанко. За кого ние збориме овдека? Дали е тоа човечки нормално? Стрни на страна политика, партија не согласување. Дали е тоа пушта афери дека се убиени мајка и дете за да се покрене албанска маса на протест? И сето ова го знаеа 350.000 македонци и се согласија со ова. Преска кажав за што нив. ќе излечеме заклучок? Преска кажав за нив дека ВМРО историски е символот на македонецот. Сега на крајва не ни интересира тие 350.000 што сака да пропане државата. Некој сака да обстане државата и до крај ќе останеме на тоа. Значи, не се гласаше овој пат за ВМРО за Никола Груевски, бидејќи мене ни една партија, ни еден политичар ништо не ми значи. Ама Македонија ми значи. И онаа партија што се залага за обстојување на оваа држава, ја има мојата поддршка. Ете, тука е разликата помеѓу мене и тие 350.000. Така е. Ете, тоа сум, тука е мојот став. Утре, нека се сврти нешто. Лесно ќе го јаде шамарот и ВМРО ДПМН од народот, ако проба да смени име, идентитет, устав или кантонизација и слични работи. Не знам, мислам дека види ти многу отрезнувачки ќе биде овој период. Ти отвара тема за да се дискутирало за знаме и за грб. Прво и основно јас како граѓанин не сакам да ми дискутираме некој за знамето и за грбот, бидејќи ние не сме држава и народ од сега од нула, почнуваме, имаме историја, имаме традиција и врз основа на историјата и традицијата луѓето ги создаваат своите знамења и своите обележја. И сега подобро е да извадиме и ние платформа или да не вадиме платформа. Бидејќи што вика Груевски таму во интервјуто? Ако сакаат да се играат со платформи, добро, ќе играме така. Што значи тоа? Тоа значи дека он има платформа, тоа е програмата на ВМРО ДПМН. Јас така го толкувам. Што сега да искочат со, значи нова. Гледе, во преговорите они ќе си имаат црвени линии, едните и другите. Али вакво искачање со платформи за натрешна употреба, не бре човек, ние сме тоа на крај крајва кажува кој во оваа држава, кој е државотворен, кој не е државотворен, кој се грижи за целата држава и за целиот народ, кој не се грижи, кој се грижи само за некој делчни од државата и само за еден етникум. Ние се грижиме за цела држава, зашто таа е наша држава, ја гледаме како наша. Ти ако се грижиш од цела куќа, ја ако се грижам за цела куќа, значи ја гледам како моја куќа. Ти ако се грижиш само за една соба, ти значи само за неја ти интересира. Не е таа твоја куќа на крај крајва, да не бидам до толку вулгарен. Не ја гледаш како твоја, не ја чувствуваш. Така и со синовите мои, они се гледаат собата нива. Не ја чувствуваш како своја, па сега тоа е примерот. Ево уште еднаш да те прашам. На спекулирање. Што ти очекуваш дека ќе се случи? Не мораш да ми даеш прецизен одговор. Знам дека е неблагодарно, знам дека еве кога фудбалерите кои ќе ги викнат овдека на пренос, што очекува? Па може да, како викаше Панчев, може да победат, а може и да изгубат. А може и нерешено. Вака, ВМРО ДПМН ќе влезе во преговори и ќе, како што кажа Груевски, не по секоја цена, ќе гледа да ублажи ова платформава да ја анулира, не целосно,
нешто ќе остане, Делот за финансии, например, е окей. Па делот за финансии, и сега се спроведува, окей, делот за финансии. Најголем ваков потпад кој што се прави во Западна Македонија со автопатот, ние не памтиме на назад на колку децени. Тој автопат се прави низ Западна Македонија. Значи, делот за финансии е окей и е во ред да се прифати. Значи, во ред. Значи, сметаш дека ќе преговараат и ќе пробаат. Тоа е нормално, ќе проба да се остави. Но ако вие се до крај зацртани на овие точки, на овие тези, си каже самиот Гревски дека по секоја цена не. Океј, јас ти благодарам за се во ова. Извини што те терав да шпекулираш. Сум ги следел твоите наступи, сакаш да си прецизен, екзактен и така натаму. Ја па овдека сакам малце брейнсторминг, сакам и да испаднеме не во право. На крајот на криштата ти гледај со Латас какво утнување имавме, кој очекуваш? Сите тоа го зборевме, бе. Јас тука седев пред изборите, ти викав 63 пратеника. Ма никој не го очекуваше ова, никој не го. Ова прв пат се случува во наша плуралистичка историја, никој не го очекуваше и сега ми се смеат. Океј, нека се смеат. Ама еве јас тука седев и кажував 63 пратеника. Викаш нема веќе пари, можности, логистика за тоа да се повтори уште. Нема да се повтори. Ни политиката, ни меѓународната политика не има во прилог, ниту финансиите ги имаат, ниту логистиката имаат. Ти кажав само за локалните избори ќе се обидат да пласираат албанци кандидати за градоначалници во албански средини. Повтори? Значи СДСМ ќе даде кандидати албанци во албанските средини. Во албанските средини и ќе шпекулира можеби за Куманово, за да ги компензира и да ги добие тие свои гласови повторно и некако да ги држи гласовите. Тоа ќе им биде последно. Сметаш дека предвремени избори ќе има најавено пред локалните или после локалните? Како ти изгледа? Не знам. Бидејќи ова со владава има ли некаков рок до кога ќе треба да се расчисти оваа ситуација? Или дали може евентуално во пакет и локални и уште едни парламентарни предвремени? Може, но кратко е времето. Локални парламентарни водат кон тоа да гласачот гласа по инерција, зашто гласа, значи тоа претходниот пат. Не нешто, туку зашто гласа за локална самоуправа, за тоа да гласи и на централно ниво. Тоа не им одговара, мислам дека на ниедна партија. Ако сега ти за градоначалник живееш во нека општина и гласаш за СДСМ градоначалник, технички тој ти е окей лик, ти изгледа дека добро ќе ја врши работата, многу народ може да гласа по инерција и на парламентарните избори за тоа. Значи, ако имаме предвремени, на есен да ги очекуваме, ако имаме нови избори. Се надевам јас. Шпекулираме, нели? Шпекулираме. Да. Ти благодарам многу на шпекуларињето. Доцна е више и ја не сум у форма. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно.